Денес пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ и Коалицијата за подобра Македонија ќе поднесе предлог одлука за распуштање на Собранието на Република Македонија. Бараме Зоран Заев да поднесе оставка од позицијата претседател на владата и во најбрзо можно време да се состави преодна влада за организирање на избори за пратеници со цел да се испочитуваат роковите од 100 дена влада. Време за губење нема. За овие 2 години, откако Зоран Заев и СДСМ се на власт, Република Македонија го допре дното. Не можеме да дозволиме оваа ненародна власт да продолжи да нанесува штети на државата во секој сегмент. За 2 години СДСМ направи штети со несогледливи последици, што се однесува на државните и националните интереси, но и штети кои што секојдневното живење на граѓаните го прават скоро невозможно. Како никогаш досега, Македонија не била поделена, ниту по политички, ниту по партиски, ниту по национален основ, ниту по граѓански основ, и тоа мора да запре. Република Македонија е доведена до степен на подчинетост поради недостојствени прифатени предлози, наметната двојазичност, разочарување. Нема никакви реформи во економијата, реформи во образованието, континуирано осиромашување на граѓаните, инвазија на иселување, деморализирање и подценување на граѓаните без разлика на нивната етничка, партиска и национална припадност, загрозување на животната средина, непочитување на уставот, а пред се промената на уставното име на Република Македонија. ВМРО-ДПМНЕ мора да го спречи ова назадување. Мора да ја спречи оваа безперспективност во која што живеат граѓаните. Македонија мора да тргне по патот на реформите. Не е доцна, но дефинитивно е јасно дека тоа нема да се случи додека нашата земја е под неспособното водство на Зоран Заев и СДСМ. Време е граѓаните на Република Македонија да одлучат во кој правец сакат да се движи Македонија. Мора да се стави крај на делегитимирани пратеници кои што одлучуваа за прашања за кои што не ја добиле довербата од граѓаните и на пратеници и власт која што не ги почитува одлуките на граѓаните. Време е да се стави крај на 2-годишните лажни ветувања од страна на власта. ВМРО-ДПМНЕ и Коалицијата за подобра Македонија знае и има капацитет да ги спроведе потребните реформи и знае како да ги коригира сите штетни политики од изминатите 2 години. Токму затоа бараме распуштање на Собранието на Република Македонија и заедно со претседателските избори да се одржат предвремени парламентарни избори на кои граѓаните ќе ја вратат државата назад и ќе одлучат да ги водат честни и сериозни луѓе и луѓе кои пред се ја сакаат оваа земја. Политичари кои пред се ќе имаат легитимитет од страна на граѓаните и во наредните години ќе ја водат Република Македонија напред. Благодарам. Прашања? Ние ќе очекуваме одговор на ова барање, па потоа ќе ги преземеме и ќе ги соопштиме наредните чекори. Денес, до крајот на работното време, ќе биде поднесена иницијативата. Оваа иницијатива е од голема важност за Република Македонија и се надевам дека Собранието и власта нема да одолговлекуваат уште повеќе со ова. ВМРО-ДПМНЕ предлогот за предвремени парламентарни избори го даде пред 15 дена. Гледаме одолговлекување на целата постапка. Последна од низата одолговлекување беше Централниот одбор на Социјалдемократскиот сојуз, кој што реши да даде подршка на нивниот извршен одбор, кој што во натамошниот период ќе одлучува по истото. Од тие причини и за да ги делегитимираме во тезата дека ВМРО-ДПМНЕ бара избори за да не ги добие, пратеничката група заедно со органите на ВМРО-ДПМНЕ ја поднесува ова иницијатива и бара веднаш и неодложно распишување на предвремени избори и почитување на делот од договорот, односно од делот од клаузулите за 100 дена влада согласно Законот за влада.
ние сме да се одржат во вториот круг, на вториот со пети, така да нема да има никаква бојазност дека нема да има цензус за претседателските избори. Време е пред граѓаните со сите наши позитивни и негативни политики да се соочиме и тие на крај да дадат поддршка за влада, за власт, кој што ќе ги води натаму реформските потези. Различни од сите оние ветувања кои што СДСМ ги даваше во изминатиот период. 96 дена се подобро, отколку да немаме воопшто, како што е очигледно и планот на СДСМ. Која е причината за да не ги одржиме некој ден покасно?